Македонија е најлошо рангирана држава во регионот во индексот за перцепција на корупцијата. Ова го покажува последниот извештај на Transparency International. Ова е најлош резултат во последниве 3 години, каде Македонија е рангирана на 106-то место од 180 држави, а во 2017 година сме биле на 93-то место. Со ова Македонија бележи пад за 13 места. Од вкупно 100 можни поени, каде 0 значи највисок степен на корупција, а 100 најнизок, Македонија освои само 35 поени. Тоа покажува дека во изминатите 2 години, значи 2 години наназад, 2019-2018, целосно показателите од сите истражувања кои што се правени за Република Македонија покажале негатива. Убедливо сме на најниската позиција од сите држави во регионот. Очигледно дека укажувањата дека не е доволно само да се смени името за да очекуваме датум за преговори, се оправдани. Дали случајот Рекет влијае за ваквата лоша перцепција за корупцијата во Македонија? Тасава вели дека и целата ситуација околу намалување на ефектите од работењето на СЈО и губењето на доверба сигурно има влијание, затоа што дел од тие резултати или анализи се правени во текот на 2019 година. А дека Рекет има голем удел за Македонија да е најлоша во регионот, потврди претседателката на Државната комисија за спречување на корупција. Случајот Рекет многу придонесе за да се влоши перцепцијата за корупција во нашата држава. Добро е што се работи на овој случај, а уште подобро ќе биде да се сработи тој случај, па луѓето малку да ја променат перцепцијата, односно да ја зголемат довербата во институциите. И покрај лошите оценки од Transparency, лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој беше претседател на владата токму за годината каде бележиме поразителни бројки за перцепцијата на корупција, вели дека треба убаво да се разгледаат стапките од извештајот, оде сме имале некакви подобрувања на некои полиња. По 5 параметри видете суштината ве повикувам, како е направена анализата. По 2 параметри сме подобрени, за 2 параметри нема коментар за нас, едниот кој што е негативен од 2017 година. Видете го тоа, верувам ќе има детални анализи од институциите да ви објаснат, јас сум сепак политичар веќе, само политичка партија, но имав можност да ги видам по структура, дали тоа што транспарентноста е зголемена во државата, борбата против корупцијата дава сериозни резултати и слично. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак вели дека ваквите лоши бројки се резултат на неработењето на институциите и на она што никој не сноси одговорност за ваквите појави. Тоа се должи на сето она што го зборуваме ние цело време, дека во оваа држава криминалот си има сопствена држава. Нема и тоа не е надворот тоа што ние го зборуваме. Проблемот е што одговорните да се справат со тој криминал, органите на прогонот и останатите не сносат никаква одговорност. Замислете, нели, постоеше Сваровски сустав, постоеше режим, како што ни викаат, постоеше криминал, ама во 2015-та на истата оваа скала е 66-та. 40 места повисоко пласиран. Денеска, кога имаме слобода, нели, животот дојде на прав пат, сме се блеска и така натаму сме 106. Инаку резултатите од истражувањето на организацијата се објавени само еден ден, откако академското списание Економист објави дека земјава е дел од групата на држави во кои владее хибриден режим. Во оваа категорија им правиме друштво на Албанија, Кенија, Непал, Пакистан. Македонија е рангирана на 77-то место во светот според индексот на демократија.